Кога се разведуваш е исто како си болен. Бегаат сите од тебе да не ги префати тие да не се разведат. Ги шпионирам сите, нели има на TikTok. Кога немаш партнерски односи последните 10 години и си се препушташ на Вини Пул, Мики Маус, Пинк Пантер. Ја загади малку средиме на Варон. Последните 15 години имам привилегија да ги интервјуирам некои од најинтересните и најдокажани луѓе од Македонија и регионот. Учев многу од овие разговори. И добивав инспирација за сопствениот професионален пат. Со мојата работа надвор од 1 на 1 и со многуте лични и бизнис релации и пријателства низ годините. Оваа сезона се радувам што ќе одам уште подлабоко во личноста на моите гости. Сакам да дознам што ги вади од такт, што ги води низ животот и што научиле низ него. Ова е 1 на 1. Добре дојдовте во сезона 15. Сезона 15, појако публикуме. Така е. Нова епизода, дечки. Многу ми е кејф што, нели, во оваа нова сезона и нов формат гледаме да имаме луѓе кои што прво се заслужни, кои што треба да добијат поголемо внимание, а тоа поголемо внимание подразбира 2 емисии, како што знаете. Прв дел од интервјуто што го снимаме пуштаме сега, а вториот дел во втората половина од сезоната, така што секогаш гледаме да бидат тоа луѓе кои имаат многу што да кажуваат, не за една емисија, туку и за 2, а да би можеле и 3 да снимиме. А со неа можеме да снимаме и 30, ако сакаме, бидејќи таа е Весна Бебе Петрушевска. Весна! Thank you. Вау! Како си? Па добро, тргна, окей, тоа е. И добро, и Арон. Весна и Арон Петрушевски. Добро. Така, ова е непланирано? Да, непланирано, ама тука има едно девојче кое што ми го чуваше цело време. Арон, ќе сакаш да дојдеш да те... И Ана Димитриевска! Да ти се заблагодарам. Да. Да ти кажам фала што го чуваше. Добро. И прекрасна си. И сега пред целата јавност да кажеш дека и да им кажеш на твоите дека ќе ти купат шо? Што ќе ти купат? Куче, токму така. Yes, да пукне. Give me 5. Чаанче. Чао. Ето убав почеток таму се растори чајот, А, ова пари се. Нели е тоа интересно дека за све има... За све имаме гачка. Нешто? Така? Да, за све имаме. И која рака те чеша? Левата или Левата, десната? десната. Ќе даваш и ќе земаш. Абе, сигурно. А зошто со лева да земаш, не ми е јасно. А зошто Пајаков пари носи? И тоа. Леле, не ги тепам пајаците по дома. Кај него Спајдермен. Да. Не тепаш пајаци. Не чисти пајажини тој. Бог да чува. Арон биди мирен, нема брукај. Арон ако не биде мирен, Има тука имаме да, секјурити. поможници, да. Ќе седне тој. Весна, така, браво. Да, многу е умен. Арон не е едно куче. Не, тој е во фамилијата на Петрушевски пето. Пето. Пет имам, да. Мислам не кане корсо, другите се рециклирани. Има 3 шицуа и 1 јоркшир, од кои 2 се пензионерки по 13 години, а Буби и Бобо се татко и син имаат 6 и 3 години. И овој најмлад има 2. Сега ќе појме. Демек он е младата надеж. Он е една надеж. Види, што е предизвикот во чување на вака габаритно куче? Па, Знаеш, не е како овие што ги викаш тие се нерециклирани, помалечки да. Што знам овој, јас имам еден многу специфичен однос со животните, а тоа е дека јас комуницирам со нив и веќе гледаш хрчи, одма се ослободи. Просто сакав да чувам кане корсо. Многу се умни. Ама не знаеш зошто, така? Мислам не дека ти имаш некоја имаше гледано. Пример, знам на тој и тој кучето беше кане корсо. Да, како не? Да, се имав ја во првата сезона играше, види се професионална деформација. Сите улоги имаат. Да. Во Агенда 21 со Џамба што водим имаше Ото, играше Ото, и јас ми се допадна многу Ото и од истото тоа. А Ото чив беше? Ото беше на Тања, сценограф во МНТ, ја знаеш така. Тања. Да, добро, Да. одлично.
И страста кон кучињата цел живот те прати, мислам ти Цел од живот, да. дете си Од бебе. кучкар, што се вика. Кучкарка сум од бебе, Да? да, од бебе. Мислам, јас го памтам. Имавте како мали Пекинезер е првото сестрата куче ти? што се сеќавам, да. Пекинезер, значи тогаш никој не 74-та, 5-та. Ова е горе што седи, тоа е Лили, а ова е татко ми и ова е Лора, ирски сетар. Значи ирски сетар во Скопје имавме први и пекинезер. Значи мајка ми ги купи и татко ми ги купи, не знам, некаде од Србија. Веќе овој ирски сетер не е во боја слично, ама многу ме потсеќа во Црвен. формата На на ретривер. Симо од знаеш ирски зашто сетер од сречни људи? О, Едно што беше? да. Симо? Да, па ирски сетар беше. Ирски сетар Ама беше. друга боја. Не, исти се. Малце се црвенела заради фотографијата. Те сваќам, знаеш, инаку, те сваќам. Не знам зошто не сум сретнал Шо ирски мислиш? сетар сега во Македонија. Не чуваат. Ја Супер немам кучиња видено, се. Сега после толку време, после толку години, што како гледаш на моментот, какво влијание има кучиња во животот на едно дете? Еве Аничка беше тука, викаш Да. што ти го знаеш, ти сигурно мислиш дека тоа е добро, тоа Тоа е најдобро. факт. Зашто? Нема подобро. Знаеш, пример, Затоа што ако те праша некој што нити имал куче, нити бил во контакт, така не Да. ги разбираат. Не. Кучето пружа една топлина, едно чувство на сигурност и е психотерапија. Многу помага на децата кои што особено имаат проблем со самодоверба, со тоа што се затворени, интровертни деца. Потоа ги чувствува, тоа куче ги чувствува децата, како се чувствуваат, им помага да се снајдат подобро, да живеат подобро, и создаваш една навика кај децата да просто да имаат одговорност, да ги прошетаат, да бидат одговорни кон живо суштество, е сепак на крајот од денот. Најголема Да. придобивка, моментот дека си ти Јас одговорен мој- за нешто друго освен себе си. Да, јас сум израснала со кучиња, ги научив и моите деца да бидат со кучиња, да. Еве, ова е младата, гледаш колку е присутен татко ми, инаку... Добар капут држи, Да, и- морам да признам. Нели? Добар, добар. И види, имам скроз Дейвид Боуи пантолани, некои шарени. Гледаш, имам и шишерче држам. Да. Држи шеширче. Да, и така ме шиша до 10 годишна возраст, ме шиша така катастрофа. Да не ме чешлат и да има една приказна, не знам дали сакаш да ти ја раскажам. Кажи. До 7 годишна возраст, до 10 поточно, ајде сега да не смалувам, мајка ми ме носеше на шишање кај Сонја на Партизанска. И упорно на кец. Знаеш како земунци... Баш кец? Ту Партизански. на еден, ту ми е кеву. Ова ќе има пип. И ме шишаше така, што јас бев толку многу несреќна и одевме или во Грчка одиш. Да. И јас се дружев многу со дечки, со машки деца, просто на плажа, оно и доаѓа еден чичко и ми вика, дечко, како се ти зовеш? И ја викам, еднаш ме прашува, вториот ден пак доаѓа и ми вика, дечко, што си леп, како се ти зовеш? Третиот ден ја го гледам, па што се фино ти лепо дружиш. Како се зовеш? Викам, Лазе. И он доаѓа четвртиот ден со двата сина, проаѓа покрај приколката и вика, здраво Лазе, како си? Татко ми, мајка ми, кој е Лазе? Викам, ја. И ја бев, да. И затоа сега, затоа што учам деца, не ме брукај ти, затоа што учам деца, на ниту едно машко дете, ниту женско им давам да ги шишаат. Значи нема шанси. Не ги шишете децата, пуштате им коса заман. А мајка ми да нема ја загади малце средима на варон. Ако осети нешто не сум ја. Или е добро оправдување? Да. И тоа е добро, ако бркаш женска. Арон, што да ти кажам? Да. Или извини, молим. А те завикаа Лазе? Да. Ден денес мајка ми знае да ми каже, Лазе, шо преш? Татко ми ме викаше. Од овој одмор? Да, од 6 години.
И татко ми допред да почине, ми викаше, Лазе, дојди! Јас се вртам, не. Значи, прејако. Стварно прејако. Пред да одиме у детали. На машки актери, пример, Добро. мислиш дека им е полесно? Да. Да? Општо, Апсолутно. бидејќи секој има подеми падови, предизвици. Ова е машки свет. Значи не само на актери, сакаш да кажеш точка на Генерално. машки. Да, Им е генерално полесно. на машките ви е полесно, зошто? Затоа што жената треба помножено со 3 да се докажува за својот квалитет, па не дај Боже ако нешто изфали, има крив нос, големи уши, криви очи, тоа треба уште повеќе да се докажува ако има некој физички недостаток, нели прво, еве ти си дете глумец, па ние те памтиме како едно убаво, сладко, дете со сини очи, плаво косичи, ти запали на прва. А може имало уште 10 поталентирани од тебе, ама не изгледале добро како тебе. Така? Се Ти кажеш си дека го имало оправдал многу тоа. поталентирани од мене. Аз знаем дека ти се патиш за тоа. Не, ти си го оправда. Ти си го оправда своето присуство, ти. Ти не дека си тука, тоа сме го зборувале, ти беше пресладок и многу точен, збориле млад приватно глумец, полно и пати. беше супер. И така и денеска се сеќавам, ти баш ке играше и со големи глумци. Тоа не Како е од едноставно. да, тоа е многу убаво. Знаеш, мене ми е криво што тоа не постои како институција Да. таква детско-драмско студио, зашто такво нешто Па само јас сум ти реално. кога си мал не си ни свесен Не си. во што си не се ни каква Постоеше привилегија тогаш ти се Радио дава. Скопје, нели? Како не, да. Ти беше од таму. Да, и секоја недела И радиодрами. Ете така. Радиоемисии И тоа детски. штета, еве убавина. сега јас се бавам со тоа 20 години, но е многу подобро кога е во една... Логистиката од МРТВ Така позади е, кога ама имате човече. искуство, значи интермедијално, имаш микрофон и имаш игри пред камери. И тоа е непроценливо богатство и искуство. И тоа не знам зошто не они го распуштија оркестарот па Што за се друго. не, па да. Да. Ајде да се вратиме на ова, чувствуваше околу машко-женскиот момент, Да. чувствуваше пример студирајки дека машки или полесно проаѓаат или жени се гледаат како што викаш од поинакви агли што мажите воопшто не се ни гледаат. Па не Секогаш знам. види во светската драматургија има многу повеќе напишано, така е, напишано улоги за мажи отколку за жени. Да, и овие херојски улоги малтене седа се скоро. Па сите се, многу има малку напишано женски добри роли. И тие вообичаено ќе ги одиграш во текот ако си добар глумец и амбициозен како мене, ќе ги одиграш поголемиот дел од улогите, но потоа има една дискрепанца која што вика од 48 до 55 години баш не си ни за мајка, не си ни за детка, не си ни за баба. И а од друга страна има па многу улоги за девојчиња. А кај нас тие младите роли ги играат веќе глумици кои имаат по 35-6 години. Кај нас не се подмладува ансамблот, што јас многу се лутам. Тој ансамбл требаше одамна да се подмлади. Општо по театри бе. Но за МНТ зборувам, За за МНТ се мојот, збори да, за кај тебе. конкретно, да. Добро. Значи, тој требаше одамна да се подмлади, не е подмладен од причина што не знам, сега не знам дали знаеш, Министерство за финансии треба да ти одобри за примање, да, страшно е сега. А има глумци и глумици кои што се прекрасни, талентирани, кои што треба да го искористат своето време во Македонскиот народен театар, го трошат своето време, губат надеж, безнадежност, има една апатија и тоа е страшно се за млади снаѓа кој како генерации. знае. Па не е тоа добро. Да. Мислам, не е добро, затоа што треба да се грижиме ние треба да се грижиме за младите актери. Ако ние не се грижиме за младите актери како општество, тоа што правиме муабет. Сепак тие дошле за да си го отсонуваат сонот. Да, така е. Она во што се добри, Да. Пабао! Ду врата се крши. Тони Михајловски иде равно у мене, не иде на кембица. А можевме. Ама добро е сега, дете, среќен си е, си има и свое дете. И ќе платам на некој 100 евра, Добро. после погреб, да испрати порака на сите, фала ви многу што дојдовте. снимањата знаат да бидат многу напорни. Без љубов, пасија и ептен енергија, ништо. Јас сум подготвен. А вие?
Кога ќе ви изненадат временските промени. Или кога ненадејно ќе ве пресретне невреме. Или кога барате предизвик. Верувајте во својот имунитет. Останете заштитени со Multi-Essence Immuno. Multi-Essence од Alkaloid. Одберете го својот пакет и осигурете го домот. Триглав осигурување. Ти знаеш што е добро за тебе и затоа одлучи. Од понеделник ќе стануваш порано. Да, како не, но има една добра работа што можеш лесно да ја правиш секој ден. Баланс, секој ден потребен. Со секој чекор што го правиме, ги изложуваме на светот и им помагаме да изградат издржливост. Од таа причина, инспирирани од 50 години истражување на мајчиното млеко, Aptamil Pro Nutra 3 содржи витамини С и Д за поддршка на имунолошкиот систем на вашето бебе и нутри влакна. Aptamil Pro Nutra млеко за мало дете. Ваш живот, наша наука. Golden Art наградна игра. Купи дом, освој стан. Од 24 јуни со купување на недвижност од Golden Art си обезбедуваш учество во среќната лотарија за нов стан во прекрасниот Каредо комплекс во општина Карпош. Уникатната можност трае до 23 јуни следната година. Промени го животот на многу подобро. Купи дом, освој стан. 18 години Golden Art. Новогодишна промоција во ординација доктор Анчевски. 20% попуст на сите филери. Обликувајте ги усните, коригирайте го носот, пополнете ги волкниците и избришете ги подочниците. Освежете го лицето, вратот и рацете по празнични цени. Искористете го периодот пред празниците и направете третман кој ќе ви го врати свежиот и младешки изглед на здрава, затегната и еластична кожа. Овој ноември во Горење се исполнуваат вашите желби. Промоцени на одлични апарати за домот. Горење. Летото заврши, но не и убавите искуства. Затоа што есента носи нови возбуди и авантури. Без разлика дали сонувате за планински врвови, урбани улици или екзотични плажи, вашиот билет е во Савана. Дојдете на savana.travel и истражите безброј можности за новото патување. Те чека нова авантура со Савана. Ти знаеш што е добро за тебе и затоа одлучи од понеделник ќе вежбаш секое утро. Да, како не, но има една добра работа што можеш лесно да ја правиш секој ден. Баланс, секој ден потребен. Кога ќе ви изненадат временските промени. Или кога ненадејно ќе ве пресретне невреме. Или кога барате предизвик. Верувајте во својот имунитет. Останете заштитени со Multi-Essence Immuno. Multi-Essence од Alkaloid. А сега пораки од нашите партнери, подгответе се за новата билна мешавина од Good Nature, чајот Energo C. Грижливо одбрани билки збогатени со витамин С, антиоксиданс неопходен за активно секојдневие. Витаминот С, суштинска состојка за секој организам, придонесува за намалување на замор, намалување на исцрпено, за нормален енергетски метаболизам. Кога се чувствувате исцрпено и без енергија, дозволете си шолја чај. Energo C ќе ги разбуди сите ваши сетила. Со Hisense добивате повеќе од клима уред. Моделот на Hisense Energy Pro има вградена вештачка интелигенција која сама ја подесува идеалната температура во просторијата. Connect Life апликација за пратење на потрошувачката на електрична енергија и High Nano технологија. Тоа е филтер кој го прочистува воздухот од бактерии и вируси до високи 93%. Дефинитивно најдобриот модел на клима уред кој може да го имате дома од Hisense. А утре е понеделник, сигурно и вие си ветивте дека од утре почнувате со вежбање или, ако не се лажеме, има една добра работа што можете лесно да ја правите секој ден, а тоа е баланс.
Секој ден е потребен баланс од Бимилк. Социјални мрежи користиш? Ме хакна на Фейсбук. Како бе? Објавив едни мама? дрва паднати, што падна од Данела, И? на сред ден што ги кастреа. Може случајно, може не, ме хакна ја, не ме врати ја. те хакна ја? Многу ми убо. Сега сум само на Инстаграм. Сега чекај, немаш пристап до Фейсбук? Не. Фейсбук ми е ревју ми прават. Зошто ми го да. Чекај да провериме. Да и проверуваат едно месец дена. И сега сум само на Инстаграм, супер. И на ТикТок сум, ама не од тие причини, туку само заради врсничкото насилство. Со цел. Со цел сум и Таков и тип за на- да ги шпионирам децата од актерска школа да видам што прават. Паметно. Ги Доста мудро. шпионирам сите, нели има на ТикТок. Па малку да реагира, беби мама. Што им правам да Да знаеш. реагира Ајде, малку. господјо тиктокерке. Аха. Не сум на тикток. А гледаш нон-стоп се. Да. И знаеш какви песни пеат липсинг. Да. Не можам да ти За да опишам. не испадне дека ти за други избориш, ајде ние за тебе да видим инстаграмот на Весна, пуштете да видиме да, што вистина? има. Да. Што е ова, кажи? Ова се на мајка ми трофеите беше рели возач. Леле, знаете дека беше рели возач, беше ја и бев сувозач. На 15 години ме тераше да бидам Чекај, сувозач. На 18 години јас добив возачка дозвола и така, еден ден Кире вика, дај бе у Автомотосојуз, вика, една идеја, вика, таму, вика, да организираме едно рели, вика, возење у Скопје за жени, да направиме 8 мартовско, ова, она. И така и идејата моја ја прифатива и имавме и неколку години поред рели, има и слики, фотографии, ја имам први места секогаш, медали. Сега на тие трки кои одевме, на тие возни мораше и да имаме и сувозач. Затоа што перицата, времето да се стигне на време, на гимканата како ќе имаш, па во возење, контролните пунктови што беа. И Весна ми беше сувозач. Одличен сувозач беше. И она од малино, и она од младино ми почна. Колата де мојата, де на татко, и она на 18 години положи. И ден денеска возам, иако имам 76 години, дозволата ми ја продолжива пред 3 месеци за наредни 5 години, бидејќи досие немам ја со ниту еден прекршок да сум направила. Почитувам знаци, аз знам кај што е дозволено и 150 да развијам со моето Мерцедеши, иначе НСУ имаме пред тоа. Ова е многу интересно. Прво, мајка ми беше рели возач, е реченица што многу ретко се слуша, а по уште поретко, а ја и бев совозач. Да, на 15 години ти можеш да замислиш каква мајка имам. Ја кога она малолетно дете, ајде сега со мене на рели ти да ми мериш тука што перици. И ја им мерам, ја па идеме! Да, Значи, ти рели беше возач таа? беше, она се надпреваруваше од 72 година со мажи Со мажи, да, возеше. да. Па после имаше некој женско рели, леле, во пижама во фотографија. И после имаше женски, Вини до рели пул. и да. Па тоа е, знаеш како, кога немаш такви некои партнерски односи последните 10 години и си се препушташ на Вини Пул, Мики Маус, Пинк Пантер. Да, ја немам танга, немам ти ово. не пројави афинитети за тркање со коли? Па види, јас сум пловна, бе. Ти само во вода да ја... Па сега јас понапред, а јас сум ажурирана. Јас сум адвенс, ја по Advance. Вардар, ја го си Вардар, што има по... Асфалт. Возено ми е. Ајде, следно пуштај. Охо, кого гледаме? Овде Кого сум јас гледаме? таму да, овде... Ти си онде десно. Јас сум, видиме, Лазе со порасната коса. Ама Лази има и оној момент на Ама виде. она вакаше. Леле, дали? Добро. Ја, ама види, и да, кај е ова, тука знаеш кај е? Да, у Грчка е ова собрани, ма не знам каде е, чекај да ми текне кој знае? каде беше, дали беше некоја, или е треска, тогаш кога се отвори, тоа треска беше многу атракција беше, а долу се на Вујком и другарите чинам дека се починати
Па, И така, доле е мама, горе е сестра ми, таму е тато, гледаш. значи има стомак. долу мама Сашка. Да, Така, доле. сестра ти до тебе. Да. Од секогаш била повисока од мене. Јас не пораснав толку, она порасна. Ајде следно. Ајде. Ете го Джеймс чекај Дин. сега. Гледаш кај мене дома е Джеймс Дин. Гледаш? Кај го имам ставено Джеймс Дин? Ова ти е дома. Дома ми е дома, да. Ова е на софата на Арон инаку, а ова се буби и бобо рециклираните, нешто прават, се бацуваат тука, гледаш што прават. Да, не знаеш едно ли е, две ли е, се што е сега ова тука. Две се. Така како штракнати се, а он ги гледа тажно и напуштено и А сфрустрирано. чекај, Джеймс Дин е каде на под е ставен? Джеймс Дин, не, на на под виси или како што е? Кај е? Не Ти се можам да дрогираш проценам, ова е нешто? доле или што? Значи на дзите. На дзите бе. Ти имаш над зид ти е нацртан? Не бе, тоа е се Тапете вика ова нешто, тапет. што е ова? Нарачка ми се. Кој прави тапет од Борче фолија ќе те поврзам. 2023? Да, тапет. Браво, браво. И уште една слика, ајде пред Ајде да видиме. гасиме, уште една да видиме. Тато. Ова е веќе семејно фамилиарно. Да, ова е мојот омилен човек во мојот живот е татко ми кој што почина пред 2 години. И ова е на 150-та изведба на министерка. И тато дојде и многу ми е драго што ги имам овие фотографии тука. Просто ми фали кога го гледам и мислам дека одигра многу значајна улога во мојот живот. 1 година пред да почина, јас дека он идеше, имаше тромбоза, некој одеше со дубаче и седиме во двор. Ја викам, бе, тато, сега викам, види, човек без судбина нема живот, не е човек. Ти како да си немал живот ако немаш судбина? И он ме гледа и вика, ти судбината, фала ти многу. Еден духовит човек, многу, еден топол, еден добар, многу убав човек беше. Гледаш, ја не наследи, само нос имам на него. Иначе имаш убава уста, за разлика од мене што јас се родив без уста. Па се ажурирам, разбираш? Да. И ми недостасува многу. Многу. Значи, чувајте си ги своите родители, додека ги имате, потоа е се без врска. И јас сум... Да. Јас сум среќна дека до последен момент контактирав и си бев многу блиска со него. И има една... Сакате да ви раскажам една анекдота, да. Доаѓа погребот и сега, нели, доаѓа поп, а он не сакаше попови, не ќеше ништо. И сега, прво, не ја ископа дупката како што треба голема, и Сашка, мајка ми вика, копач! Шо ќе прави? Не е добро на тие тројцата на телефон, јакам со Господа не комуницирате случајно нешто, да не правите нешто, шо вика, како вика? Да прашате. И врнеше, почна да врне, не ќе човеков, мести, не ќе да влезе човеков, да викам, ти не зезаш. И ајде влезе едно време. И попот ми вика, погаче имате? Имам. Свеќа? Нели, треба да ја купиш една свеќа што ти гори 9 месеци. Голема да е. Имам. Вино? Немам. Немате вино? Викам, не. Леле, заборев. Иди жити све земи од кај Поповски. Тој вчера умрел некој Поповски. Ја ме гледаш мене. Од еден гроб на друг идам, зимам виното, извини Поповски, кам утре ќе ти вратам, се враќам, зимам го, чекам Попот, ај побрзо ти, нели он треба тоа да направи, дај го ваму, и се враќам. Поповски, сори. Да. И тоа, мислам, тоа ми направи татко ми да ме дезеза до крај, да. Инаку ми... најсмешно беше што сестра ми му остава писмо. Викам, добро да чита. Нема проблем. И мобилен да му оставиме. Ја кога ќе умрам, реков... Мобилен? Не, и мобилен да му оставиме најубаво. Ја кога ќе умрам, вака ќе платам на некој 100 евра. Добро. И ќе му дадам мој телефон, после погреб да испрати порака на сите, фала ви многу што дојдовте. Нема појако тоа. Им ти стигне порака. Так Нема појако. Весна Петрушевска.
На сите, кој не го направи тоа Многу добро. тестамент, ама не Многу те е добро. оставам, да. Многу е И, добро. и телефонот нека го носи. Шо да е? Некоја бројка, разбираш? Физички, ајде, може би не многу работи, ама Имав ја и баба Кумановка многу духовита, морам да ти кажам, од на мајка ми страната, и таа беше многу беше смешна Савче. си засакавте? О, да. Па просто и кога умираше на раце ми умри. Гледаш, ја имам таква биографија, историја, све се умрели према. Баба Савка? Да, прекрасна. Прекрасна и многу Се шегуваш? духовита. Она беше во Скопје дојдена од 46-та, не Прозборе Скопски, Од тие. Кумановски, да. И јас да речем од нејза знам одлично. Јас од Тони Михайловски си зборувам на Кумановски. Збору си на Кумановски, немам проблем. Тоа се од баба Савка. Да, си наслед. А да речеме, не сум и одела многу во Куманово. Да, имаме роднини се уште, но Така. фала Богу, но не да речеш да сум живеела, да сум идела, не, само од нејза научив се. Што е важно, знаеш, во вакви моменти кога се соочуваш ти, добро, или било кој човек во животот може и порано или подоцна да се соочи со тие моменти, ама секогаш контемплира, нели, дека животот е со крај и така натаму и така натаму. На крај, нели, што е на крај важно? Знаеш, на крај некако Да, многу... кариера и такви работи не се толку важни. Не. А ние за Верувај време ми. на животот па многу мислиме дека се важни. Да, па еве сега ти додека произведуваш една емисија, ти се секираш дали ќе најдеш спонзори, па тие спонзори дали ќе те поддржат, па потоа кој термин ќе ти дадат на телевизија, па дали тој Нема термин крај. е добар. И тие се некои толку неважни работи, ти го губиш времето, здравието, ги губиш пријателите по пат, затоа што сакаш да работиш, оти мора да заработиш за да живееш подобро, за да... Практично во Македонија животот е сведен на опстанок, да не се лажеме. На еден суров опстанок сме сведени. Сите сме задолжени во банки, кредити. Да речеме, ние што се бавиме со овие професии секаде во светот на наше ниво се милионери. Ние го немаме тоа. Денеска баш кога умре Жарко Лушевиќ, него му ги сакав многу книгите. Знаеш дека снимија серија Пат. Година проđеше, напиша. И после уште Така, една така, втор така. дел од записите од затворот. И третата е Пат, по која што снимија серија РТС која за беше неговиот, Милан Марич. да, он игра. Тој браво за дечкото, све одигра. Така. И реално тој има толку добри работи точни напиша на Жарко, знаеш, да речеме, вели, сите ние сме во минување, ама не си го свестуваме моментот дека е само миг. Сега јас и ти ова што го имаме, утре го немаме веќе. Сега јас и ти ова што го зборуваме, само ќе остане некогаш запаметено. Или некој ако сака, ќе остави трак, дигитален трак ќе остави, така. Но реално ништо не е важно, затоа што во моментот кога ви се случуваат страшни работи, кои што мене ми се има се случено во животот, буквално се. Ми останува веројатно само да умрам, нема ништо пострашно, тоа ти се ми се има случено. Стануваш свесен за моментот дека е се ништо и се е безсмислено и беззначајно. Навистина. Милион представи сум одиграла, имам над 3000 изведби, 76 улоги, тоа е све бројка. Не сум откажала представа, еве и сега имав многу висок крвен Така е. притисок, Да, дојдов, јас значи нема ти шанси да благодарам за откажам, тоа, не, тама не апсолутно, работа, да, тебе да. те сакам. Значи, те сакам, Шаре. И професионализам цело време, јас се одлучив да оставам и легаси со тоа што учам деца. Генерации и генерации регрутирам. Затоа се бориме да оставиме легаси, како ти што го правиш ова, како јас што го правам моето. Значи се обидуваме да оставиме нешто во животот. Мора да се обидеме да оставиме нешто во животот. Не се тоа децата. Нашиот трак е многу важен. Може и да немате деца и да не сакат, и се е легитимно. Не мора да имаш деца, нели? Добро, има и да, Ако се така. тоа е избор во прашање. И не се децата некоја, не знам, ја оставам за себе. Не. Твојот лик и дело што остава во тој момент, во тоа време во кое што живееш. Тоа е многу важно. Кога сме кај деца, во публика,
Билјана има, мислам дека такво некое слично прашање. Така да, дали имаме тука микрофонче? Ајде. Сакав да ве прашам што ви е најголем предизвик во работата со деца? Да, супер прашање. Родителите. Не, ја ги викам родители секта. Значи, и има посебна секта мајка секти. Така. Тоа е посебна секта во секта. Формација, да, тоа е. Најголем предизвик ми е тоа што поголемиот дел од деца доаѓаат затоа што се несигурни, булирани, немаат самопочит, и тогаш јас милувам да кажам дека ги ставам на шини. И многу сум горда на тој дел од работата и за волја на вистината имам аутистични деца и одлично, да речеме, прозборуваат, функционираат на сцена, играат представи, супер функционираат во група, на час, на проби. Тоа ми е нешто што многу сакам да го правам, но да не заборавам да потенцирам дека кога гледам, кога има детето известен проблем, а сега децата имаат проблеми од психози се во прашање, секогаш препорачувам да си одат не на психолог, на психијатар, затоа што јас имам огромно искуство на таа тема и препорачувам затоа што има одлични доктори кај нас за ментално здравје, само треба да одат и да се консултираат. Да, инаку има одлични доктори. Тоа ми е предизвик, да ги охрабрам децата да бидат своји, да ги охрабрам децата да знаат дека може да сгрешат, дека не е ништо страшно ако сгрешат, дека не е ништо страшно ако се несигурни. Тоа е еден цел процес, ама е многу важно на тие деца да им се обрне внимание и ја тоа го правам. И ги имам однос со тие деца навистина како со возрастни личности. Просто не им се лигавам, немам таков пристап. Немам. Билјана, ти благодарам. Драган, каде е Драган? Второ прашање, Драган. Сериозна нота да фативте, ама... Не, како Ти извади на Ќе го треснам, така ми текна. Дали има некој од колегите или колешките на кој би му бапнале бокс? Тоа е добро. Секогаш, да ти кажам, дека секогаш во процес, не ти доаѓа да му бапнеш бокс, ама и во процесот на работа се случува просто да имаш расправија со колега, знаеш. Јас се сеќавам кога спремавме Едмонд и главна улога играше Тони Михајловски и ја и Билјана Таневски, тоа е пред 25 години. И сега ја играм нека главна женска улога, Тони го игра Едмонд и ја и Бица треба да излеземе на сцена и просто да постоиме на сцена. Тоа е он има цела сцена друга со друг колега и јас и Бица требаше да си седиме. Ништо, просто да функционираме грмушки. Не, ја и Бица си почнеме си правиме муабет. Леле, чека да ти кажам ова, млади. Чека ова да ти кажам. Завршува сцената во театар центар. И само слушаме на пабао, ду врата се крши. Тони Михајловски иде равно у мене, не иде на кај Бица. На кај мене иде. Нос со нос. Дека тоа е навистина непрофесионално и не смееш да пречиш никому додека има сцена. Тоа е во моментот, ние сме пак другари во бифе и надвор, ама додека е подготовки, додека е процес и представа, нема мрдање. Тука мора да се забележат и да се почитуваат правила. Да, и не е тоа, не сум имала потреба да удрам бокс, но сум знала да се излезам од сцена ако некој не знае текст, ако... Доволна била пораката. Да. Со самото тоа, Или ако не знаеш текст, тогаш сама ќе ти го одиграм и твојот лик. Да, и тоа е... Пуште пубо. Да. А во поширока смисла си поминала низ полно тешки периоди, да речеме, пример, земаме развод. Така, и сега конкретно, и сега низ таков еден период. Очекуваше поголема поддршка, да не си добила, знаеш, од тој момент како општество... Знаеш како, кога се разведуваш е исто како кога си болен. Бегаат сите од тебе да не ги префати тие да не се разведат,
Разбираш? И ти ги снемува. Ги се тие луѓе што до вчера седеле со тебе пиеле, ги снемува. Одеднаш ко стануваш на неколку. Ама тие останаа до ден денес со мене, знаеш, после развод. Тие што не требаше да бидат тука, тие исчезна. И верувај ми, ги заборавив. Аха. Затоа што разводот е навистина после смртта еден од најтравматичните периоди во животот кои што може да ти се случат. Тоа е точно дека секој може да се случи, не од оваа многу временска често се случува во денешно време. Да, особено во Македонија. Па затоа јас, знаеш, како и милувам да им кажам да не брзат и да не се залетуваат. Оти џабе трошок да не прават на фамилијата. Ќе викна 350 на свадба, од кои 35 знаеш, другите џабе трошок да не си прават од проста причина и стрес да не си прават. Па пред се. Пред се. Мислам, еве, да речеме, сега мене ако ме праша, ја нема никогаш да се мажам, сега, ми помине и времето, не знам. Може како Ентони Хопкинс и ја на 65 ќе со... Никогаш не вели никогаш, мисля. Ама, да ме прашаш мене сега, со овој памет, никогаш не би правила свадба, би направила интимна... Мала забава, да, нова чајчева. Некој ручаче нешто, блиските. Море на Малдиви која би пукнала така? Со сведоци таму што се келнери. Ни мала забава, ни ништо. На Малдиви, ајча, барем ќе видам свет, ќе се избањам. А весна, со овој памет, да, не памет, него со оваа Како без памет да сум била. Со овој памет. Искуството, пример, сега, да би се вратила, можеше да го преживееш сето тоа попаметно за тебе? Да, секако. Па јас сум била ненормална. Зошто? Премногу нервози за безпотреба или што? Супер его. Тотално непотребно. Супер егото те вози. Тоа е погрешно, тоа е толку травматично, тоа е толку непотребно. Центар на светот. Ти, и се тоа околу тебе. Тоа его. Што види? Мојот бивш сопруг ја кажа најточната реплика и секому ја кажувам најточната работа ја кажа. Само ми рече, јас тебе повеќе не те сакам. Сега можам таа реплика да изговорам точно, сталожено и во моментот како што треба. Тогаш ми изгледаше како цел свет да се руши, ама не поради репликата и точноста на репликата, туку како тоа смее тој мене и како да ми го каже, како тоа мене ми го кажува, тој зошто мене ми ја соопштува, како тоа мене може да ми се случи. Се е мене. Погрешно. Не. Се има свој почеток, свој крај, да, многу е нормално да кажеш некому извини, не те сакам повеќе, ние ќе се разделиме, сега тоа што други некои работи се случува, кои што не требаше да се случат реално. Ама па и тој беше млад. Знаеш, ама во генерално е страшна работа, така да кога ќе се жениш, прашаме, прво јави ми се. Да ти кажам. Да. Некој и помлада жена да си земеш? Од прилика 9-10 години. 12. Опа! Да можеш да ја исчуваш и после кога ќе подустариш малце да се прочиш, разбираш. Жена ми млада. Добро, но сепак децата се една убава работа од тој брак. Значи... како не е, супер е, да. Тоа е нешто на другава што позитивна една страна. Тоа е нешто што види Јас мислам дека тоа било како ќе се случеше, да постинам деца. Искрено. Значи не ми беше потребен партнер или подршка за да го направам тоа. Да, хрчи. И нема проблем. Кучето спие. Да. Нема, апсолутно ќе го направев тоа, но супер што го направив со таткото Нивен, со Мини на Кирил, затоа што, имаат и тие своја биографија, свој идентитет, своја припадност, свој родител. Кирил е со него Кирил, денеска. Отиде трети и четврта и сега се живее во кампус, но таму е. И тоа е многу голема работа што... Во Америка. Да, во Хјустон. Што направивме затоа што просто за мене тоа беше најголемата работа што можеше да му се случи на моето дете. Затоа што Кирил сакаше да оди во Америка, ја изрази својата желба
да оди кај татко му на своји 16 години, јас не го сопрев, иако двајцата мислеа дека јас нешто ќе се налутам, јас реков, дали си сигурен? Да, слободно. Јас бев таа која што после инсистираше, затоа што мора да ги собереш сите документи, да му препишеш старателство, да се откажеш, за да може да брка работа во Америка. Јас сама завршив, со нотари, со суд, со МВР, со социјално, со све. Сама подпишав и се сложив на тоа дека ние родителите треба да сме лакот. Децата треба да се стрелат. А колку што повеќе го обтегнуваме лакот, подалеку да ја испуштиме стрелата. Тој е родител. Родител не е да го чувам до себе и да... устаклено звоно некако. Така, ето е сосема погрешно. Верувам ќе ја гледа и емисијата, така да му посакуваме, нели се најубаво таму и верувам дека му е супер. Да, го поздравуваме. Не е по јавноста. Не е по јавноста, да. Има кој да биде во фамилијата. Да, и дури кога ќе го сликам нешто или кога сакам да го објавам, секогаш ме карам, те молам да ме прашаш претходно. Опа. Да чува приватност, мислам, да име Тимоти Шамале, разбираш, па да се паднеме. Што сметаш дека им имаш пренесено твои добри особини? Многу се отворени, многу се точни, многу се сурови, многу се не се успеав да слушаат добра музика, да имаат однос они се воспитани деца. И Кирил и Мина се многу воспитани деца. Успеав да не се тркаат по материјалното. Од наједноставни работи. Не знам, имам Air Max, молим те, купи ми ги тие. Ниту еднаш во животот не сум имала таков проблем. Никогаш. Или не знам, има сега iPhone 13, 14, купи ми го тој. Не. Океј. Колку имаш, толку. Така. Јас ќе сум среќен и со тоа што ќе ми го дадеш. Особено Мина. Особено Мина е за тоа исклучително скромна. А од таткото кои особини ги зеле? Па види, јас мислам дека... Секако заедно сте ги... Да, јас мислам дека Кирил, он го има, со некоја женска го има средено или има оставено во Битола. Па после сме го зеле. Исти Јанко е. Да? Да, Кирил има... Поприлично многу гледа... Да, баш онака има... Просто се гледа и влијанието. Со самото тоа што сакаше да оди во Америка е влијание огромно, знаеш. И Кирил е американизиран исто како што Јанко бил на негова возраст американизиран и он на негова возраст има отидено во Америка, има учена школа. Така да тоа влијание сосема го има превземено Кирил од него. Што е супер. Да, така е. Татко му е секој има позитивни и паметен негативни човек. Паметен и едуциран страни, човек е тој дечко. Тоа нема збор. Тоа сега што ние не се најдовме во патот. Сега никој тоа. Ние двајца многу можевме. А можевме. Ама добро е сега, дете, среќен си има и свое дете и све е супер. Весна, најдоброто од Македонија, Good Nature чаевите. Златен да, Прилепска пивара. Diners Club исто така. Имам картица, леле, треба да платам фактура. Добро. Весна Петрушевска, дами и господа. Не ми е несредено, само си чувам работи. Ти не знаеш кога ќе ти затреба нешто. Гледај. Мобилни телефони, така? Гледај се. Овие мобилни на времето држаа батерија по недела дена, некако модерниве телефони. Океј си, сега немам ништо против модерни телефони, ама знаеш, ќе им цркне батерија, она, и зашо пример да не се најде овој. Многу добар телефон беше овој на времето. А Жеро, од кога го чуваш? Види, тој престана да работи негде кога бе втора, трета средно, значи од 2002, трета, четврта. Финиш на оваа епизода. Ви благодарам што не гледавте. Се гледаме следната недела во 18:30 на Канал 5 со нова епизода од 1 на 1 сезона 15. Дотогаш бидете одговорни и примерни, сортирајте отпад стаклен, пластичен, хартија. Една ни е земјата, мора да ја чуваме. Затоа оваа пластика оди во
овој дел за пластика. Се гледаме идната недела. Чао!